Премиерот Мицкоски не сака јавно да ја коментира кривичната пријава што му ја поднесоа од СДСМ за, како што велат, кршење на уставот и законите, по неговата изјава дека имал чувство дека ќе се гонат поранешни високи функционери од опозицијата и, како што рече, ќе остави на органите да одлучуваат. Мицкоски денеска категорично ги отфрли обвинувањата на СДСМ дека власта ангажирала странска разузнавачка агенција за да го следат партискиот лидер Венко Филипче и нивни функционери и кажа дека не се занимава со естрадна политика. Јас не би можел да коментирам повеќе, оставам на органите да одлучуваат, нели? Кривичната пријава претпоставуваме поднесена до обвинителството. Можеби ќе треба прашањето да го упатите до обвинителството. Јас не би сакал со моја изјава по ниту една основа да влијам врз одлуката на обвинителството, а визави кривичната пријава која што ја поднесе СДСМ. Што се однесува за чувствата, мислам дека премногу чувствителни станавме периодот, сега да се фокусираме на вистинските нешта. И вистинските нешта се бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата и напорна работа за подобра иднина на македонските граѓани. СДСМ нема да отстапи пред заканите и притисоците за прогон од премиерот Мицкоски, изјави опозицијскиот лидер Филипче, упатувајќи критики дека премиерот ја претворил државата во авторитарен режим со поделби и креирање на внатрешни и надворешни непријатели. Слушав и не ми се веруваше што кажува сега премиерот. Човекот кој што отворено се закануваше и од собраниската говорница, кажуваше кој и како ќе биде гонет, претеше со органите на власта, кој што е независна власт, судска власт. Наеднаш не чувствува ништо. Чудни амплитуди во чувствата, постепено се зголемуваат и наеднаш исчезнуваат. Прво, премиерот треба да знае и сакам да му порачам. Доколку знаел што се случува со пријавата, тогаш има кривична одговорност. Доколку не знаел, има политичка одговорност, затоа што прети и се заканува и тоа е нешто што не смее да го прави. Тоа е манир на автократски режим. Во однос на израелската фирма, Филипче праша зошто премиерот експлицитно не кажал дека не била ангажирана. Според него, СДСМ е подготвена да оди на парламентарни избори во било кое време, но не одговори конкретно дали би побарал тие да бидат предвремени.